Dobar ден, драги ученици! Добредојдовте во овој видеозапис кој што е наменет за учениците по природни науки за 6-то оделение. Јас сум Светлана Алексовска, наставник по природни науки во Основното училиште Гоце Делчев во Свети Николе. Со овој видеозапис ќе се запознаеме со наставната содржина, адаптација и камуфлажа. Што ќе научиме? Ќе научиме што е адаптација, како живите организми се прилагодиле на условите во животната средина и што е камуфлажа. Адаптација е прилагодување, приспособување на организмите на условите во својата животна средина. Во текот на еволуцијата, само оние живи суштества кои добро ќе се приспособат на условите во животната средина ќе опстанат. Животните се приспособуваат на три главни одлики на својата околина: климата, расположливите извори на храна и вода и избегнување на грабливци. Прилагодување во пустинските области. Пустините се региони во кои што владеат тешки услови за живот. Има мало количество на вода, кое што достигнува со околу 250 мм воден талог, и количеството вода што испарува е поголемо од количеството на вода кое што доаѓа со врнежите. Има песоклива почва и има големи температурни разлики помеѓу денот и ноќта. Во пустините дење температурата се искачува до 50 степен, а ноќе се спушта до 5 степен. Карактеристично животно кој што живее во пустините и има развиено адаптации за да преживее во пустината е камилата. Камилата има развиено неколку адаптации, и тоа грбка со резерви на масти. Значи на грбот има грбка во која што складира резерви на масти. Густи и долги трепки кои што и овозможуваат да се заштити од песокот за време на песочните бури. Кожеста уста која што и овозможува да се храни со трнливи растенија, кактуси. Кожни перничиња на колената кои што и овозможуваат да може да легне на жешкиот песок. Широки стапала за да гази во мекиот песок. Долги нозе за да се заштити од жешкиот песок. Исто така има и ноздри кои што се отвораат и затвораат за да не навлезе песок во нив. И има специјални бубрези кои што излачуваат помалку урина. Кактусот е растение кое што се среќава во пустините. Познат кактус е овој тука на сликата, е сагуаро, кој што има неколку адаптации. Дебел восочен слој кој овозможува да се намали испарувањето, односно оддавањето на вода од кактусот. Месесто стебло кое што служи за складирање на вода во телото. Листови преобразени во боцки кои што не дозволуваат да бидат изедени од животните, и разгранет и длабок корен за да го снабди растението со вода од длабочината на почвата. Освен овие животни растенија, се среќаваат и змии, пустинска лисица, шкорпии, пајаци, птици, гуштери и други животни. Прилагодување во поларните области. Постојат две поларни области, Северна Арктик и Јужна Антарктик. Се карактеризираат со поларна клима и екстремно ниски температури. Има вечен мраз, кратки лета и долги зими. Карактеристично животно кое што е адаптирано да живее во поларните области е поларната мечка или белата мечка. Таа има неколку адаптации. Дебело крзно кое што и овозможува да ја зачува топлината во телото. Масни наслаги под кожата што и овозможува да ја одржува топлината во телото. Мали уши и мала муцка кои што и овозможува да се спречи оддавањето на топлината, односно да се задржи топлината во телото. Исто така, во поларните области се среќава и поларната
фока, која што има слични адаптации како и поларната мечка. Грабливци, тоа се животни кои што се хранат со други животни и мора да бидат брзи, да имаат добро развиени мускули, остри заби, канџи, напред поставени очи за да може да го фокусираат погледот на пленот за да преживеат. Тука спаѓаат орелот, волкот, гепардот и други животни кои што имаат развиено различни адаптации. А освен грабливците, оние животни кои што се изедени се наречени плен и тие исто така имаат неколку развиено адаптации. Најчесто кај пленот очите се странично поставени за да го следат движењето на кога се доближува, за да го следат движењето на грабливецот. Некои имаат развиено рогови за одбрана, некои имаат оклоп, како што се желките, а некои имаат и боцки, како што е ежот и така натаму. Сега да видиме што е тоа камуфлажа. Способноста на одредени животни секогаш или понекогаш да го прилагодат својот изглед на средината во која живеат и речиси да се изедначат по изглед со неја се вика камуфлажа. Камуфлажата има за цел да ја намали нивната загрозеност, опасноста по живот и да им ја зголеми можноста за опстанок. Тука на сликите можеме да забележиме како животните се камуфлираат во својата животна средина. Едно од карактеристичните животни е камелеонот, кој што ја менува бојата спрема средината. Исто така и на оваа слика можеме да забележиме дека има пеперутка која што тешко се забележува, да го изедначува својот изглед и бојата со бојата на средината. И на оваа слика многу тешко се забележува, значи има жирафа, а овде оваа змија се камуфлирала со бојата на средината. За дома имате задача да напишете неколку адаптации на следниве животни: пустинска лисица, поларна фока и орел. Благодарам на вниманието и пријатно!